Добар ден и доброdoјдовте во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Секој од вас кој што го интересира да добива одговори на прашањата и да ги решаваме можеби одредени теми, митови, дилеми кои што ги имате поврзани со исхрана и активен животен стил, слободно може тоа да го правите користејќи го хаштагот #Јосиф, користејќи ги моите приватни профили на Facebook, на Instagram како Коуч Јосиф, или истото може да го направите и преку телефонските броеви на телевизија Телма. Прашува што е разликата помеѓу кафеав и белорис, го прашува Вики. И Вики, кафеавиот и белиот орис генерално поделбата е тоа што кафеавиот орис е практично со целото зрно, за разлика од белиот орис. Разликата е голема од причина што кафеавиот орис содржи многу поголемо количество на растителни влакна, кои што се од исклучителна важност да ги внесуваме за здравје на дигестивен систем и кардиоваскуларно здравје. Исто така има многу поголема количина на некои микронутритивни вредности, но ако гледаме зошто можеби кафеавиот е подобар од белиот е, јас би рекол исклучиво поради тоа што има поголемо количество на растителни влакна, затоа што во секој случај никој од нас не јаде премногу често орис, можеби преку сила 2 пати неделно ако се случи, и затоа нема да направи голема разлика тој микронутритивен внес, но дефинитивно ќе направи разлика внесот на растителни влакна, затоа што на вистина има голема разлика во количеството. Тоа не значи дека белиот орис не треба да се јаде и да се исфрли. Кафеавиот орис од друга страна, баш до она што на повеќето од луѓето им смета е дека се приготвува малку подолго, и мој практичен совет е доколку се одлучите да кафеавиот орис биде дел од вашата исхрана, може да барате во маркетите орис кој што е веќе полуготов, па да не одзима можеби 40 до 60 минути варење, и можеби си правите поголеми количини затоа што па стои во фриждер подолг период. Пак ќе речам, подобар е кафеавиот, но немојте да сега се преплашувате или не знам што, да се осеќате лошо ако јадете белорис. Напротив, многу подобра опција отколку лебови и сите процесирани шекери, блага, грицки кои што ние луѓето често ги внесуваме.